Оче дојдов да се исповедам. Кажи, ќерко, што е маката? Срцето ќе ми пукне од мак. Што е причината за тоа? Свекор ми и свекрва ми лани купија стан у Дубај. Па тоа е прекрасна работа. Со здравје да си го користат. Абе, добро, ама пред 2 недели отидоа за Дубај, викат сакаме да подишеме чист воздух и да си ги разладиме ножињата. Добро и? И што е? И отидоа таму, почне бомбардирањето и не можат да се вратат. Свекрва ми е испаничена, се јавува на 2 сати, не знае жената што да прави, бомби паѓаат од сите страни. Како да не биде испаничана кога летаат тие сатански ракети од озгора? Така е, а знаете ли што е најстрашно? Станот е во едно предградие на Дубај и е во близина на америчката база. Леле, па таму можат да ги оттепаат. Ма во секој момент јас што ќе правам без свекор ми, свекрва ми, што ќе правам? Не се тревожи, ќерко, не се тревожи. Пред половина час на интернет излезе дека Иран се предал, прекинале бомбардирањата и ќе вовеле демократија. Како ме прекинале бомбардирање, бе? Како ме прекинале бомбардирање, бе? А јас, ќерко, мислев дека си растревожена за свекорот и свекрвата. Тикви растревожена. Свекор ми и свекрва ми се милионери, бе, милионери се. Имат двоспратна куќа на Водно, имат 3 стана у Грчка, имат 3 кила злато, имат биткоинти. Не знам, не се разбирам у тоа биткоинтите. Ама јас си мислев дека ќе ги погоди една иранска ракета и ќе можеме јас и мажот ми на рад да си го поделиме наследството, бе. Леле, бе, црна јас, бе, леле, бе. Ти си злобна жена. Каква злобна жена, бе, злобна жена сум била, црна јас. Змиичка, змиичка, ти излажа взирам, ама ти си го покажа вистинското лице.